Тешко се вади леп од рурален туризам. Негувањето на традиционалното воопшто не е лесно, но живот од еколошко-историско кај нас се уште нема. Со овие зборови Зоран Петров го опиша неговото секојдневие, потенцирајќи дека целото негово семејство веќе десетина години наназад е посветено и екзистира единствено од рурален туризам. Тешко. Ние со сопругата заедно работиме двајцата. Ево и децата. Синот пред една недела ни дипломираше на рурален туризам тука во Штип на Гоце Делчев. Значи имаме и школувани кадри и ние самоучки овака што работиме, али тешко се работи, тешко. Петрови живеат и работат во уникатното Лесново и многу често се домаќини на гости од земјава и странство. Тие се едни од ретките кои руралниот туризам го практикуваат во вистинска смисла. Ние сме уште една фамилија така што работиме оригинално, што живееме таму и што го практицираме руралниот туризам. Од чување на стока, одгледување на наша домашна храна, домашни производи и овие специјалитети селски што ги подготвуваме, значи тоа е она што го сакат гостите. Зеленикот е бренд, нели? Тука е качамакот или баркаданот по нашеј, па кавурма, потоа ориз со домашна кокошка, да речеме. Надеж дека од традицијата ќе може да се заработи пристојно е најавата Лесново да се прогласи за првиот геопарк во државата. Не инекција, тоа е бомба ќе биде и за туризмот и нас како невладени здруженија или што работиме со селски туризам за пристап на овие европските фондови, многу, во секој случај многу ќе значи. Инаку преубавото Лесново и Петрови во текот на изминативе години угостиле туристи од Јапонија, Шведска, Нов Зеланд, а пред десетина дена и амбасадорот Джес Бейли. Веројатно е дека доколку Лесново го добие епитетот геопарк, нештата ќе тргнат напред, па списокот на гости од земјава и странство ќе се прошири, што воедно значи и развој на бизнисот на семејството Петрови.